Како на лента, 7 темина кандидати за председател на државата го окупираат рекламниот простор на телевизиите. На спотови покажуваат грижа за државните проблеми, се додворуваат на различни профили на луѓе, оперираат, се качуваат на карпи. Председател на сите граѓани. Гордана за председател. Вотон Нумрин Катер. Храбро за Македонија. Максимум за Македонија. Повраќаме достоинството на нацијата. Ju premtoj se çdo vot e juaja vlen. Слоганите не се ниту нови, ниту особено впечатливи, велат нашите соговорници, универзитетската професорка Јасна Бачовска-Недик и пиар експертот Гоце Пачемски, со кој прво ги анализиравме слоганите на кандидатите за председател. Слоганиве е како да ги напишал еден ист човек, еден ист стратег, една иста група на луѓе, се обидувале тоа да бидат лесно реченици, односно фрази кои лесно се паметат, што е исто така карактеристика на политичките слогани. Меѓутоа, мислам дека ниту еден од овие слогани за мене од комуникацијски аспект не се впечатли. Прво се општи, малку застарени, кои што удираат на идентитетот, на бегаат од реалните проблеми. Слоганите не ги третираат реалните проблеми на македонското општество. Немаме застапеност на решавање на проблем не ни нудат. Освен со пораки преку медиумите, традиционални и нови, кандидатите за шеф на државата секојдневно се присутни на терен меѓу потенцијалните гласачи. Нашите соговорници ја анализираа и реториката на предизборните настапи на кандидатите. Гарантирам, не постои ниту еден човек во оваа држава кој може да каже дека бил од мене како председател дискриминиран по било кој основ. За жал, опозицијата и нивните кандидати со години ја форсираат поделбата на наши и ваши, на патриоти и предавници, на антички и словенски македонци, на ВМРО-вци и останати. Актуелниот председател се занимава со прашања кои што не можам да кажам се неважни, меѓутоа апсолутно избегнува да артикулира со горливите прашања, а тоа е нашиот влез во Европската Унија и како тоа ќе го решаваме. Едноставно тие работи ги ставаат во втор план и исто така покажува, тоа ми се допаѓа, една висока свест за недовербата на македонските граѓани во институциите на државата. Се обидува да објасни го објасни концептот, неговото разбирање за тоа што значи да бидеш председател, обединувачката функција. Оваа стратегија ќе биде само за првиот круг. Во вториот круг ќе се смени. Мислам, затоа што овде, како што вели професорката, недостасуваат одговорите што ќе направиме, што ќе направам откако ќе бидам повторно избран. Кандидатката на ВМРО од ДПМНЕ, Гордана Силјановска-Давкова, се врзува и за историски настани. Асном партизаните, оние кои беа инспирирани од првиот Илинден, а човекот пред мене е нашиот апостол Гоце Делчев. И затоа влегоа во вториот Илинден. Ете така се гради гордост. Тие беа спремни да умрат за Македонија, за да ја направат горда. Ние тоа мора да го почитуваме. Се оди на емотивен набој, на онаа дефинирање што значи гордост на секој од вас овде. Звучи национално романтичарски, но тоа е во идеологијата на партијата која ја поддржува оваа кандидатка. Тоа е на некој начин политички маневр, бегање од вистинските проблеми, што ќе прават тие понатаму со уставот, со прашањето со Бугарија, е генералниот проблем, како да ни е загрозен државно-творниот капацитет како општество. И ова е исто како да водиме некоја кампања во времето кога Македонија стануваше независна држава. Следен за анализа ни беше Бујар Османи, кандидатот на коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ.
Како председател, првата работа е да ги свикам лидерите на политичките партии и главните чинители во државата на состанок кој што ќе трае колку и да треба, со денови и недели, но нема да излегуваме од тој состанок додека не си подадеме рака еден на друг, додека не постигнеме надпартиски и државен консензус, дека Европската унија е без алтернатива. Османи планира да ги затвори лидерите, додека не се постигне консензус. Знаете што, тука стратезите што ја поставиле ова, како да кажам, реченица и овој наратив, играле на две карти. Прво е обединувачката функција на председателот, кој по функција треба да ја има, и тој идеал кој никако да го постигнеме целосно, онака како што го посекуваме како граѓани и гласачи. И второ, карактеристиката на европските бюрократи да расправаат, дебатираат во затворени простории и додека не се постигне тоа, и на американските дипломати, меѓутоа овдека јасно се алудира на тоа, додека не се постигне консензус, не се излегува од таа просторија. Професор, очигледно ова е комотна тема за кандидатот, бидејќи е актуелен министер. Тоа сакав да кажам, многу му е и комотна тема, но многу му е и полесно на Бујар Османи во оваа кампања. Тој постојано, ако гледате како кај представниците на македонците, постојано се избегнува, по трет пат веќе повторувам, да се спомнуваат Европската унија, НАТО, бидејќи знаеме дека евроскептицизмот расте. Особено кај македонците, по сето ова што ни се случи. И гледаме, Бујар Османи постојано инсистира дека ова нема алтернативи, како што го фати во вториот дел од изјавата, тоа е влезот во Европската унија и партнерството со Соединетите американски држави, тоа е тука непоколеблив. Америка е дел од предизборната реторика и на кандидатот на коалицијата Храбро за Македонија, Стефчо Јакимовски, кој од неодамна е на црната листа на САД. Граѓаните можеа да видат дека ни Америка, ни Свети Америка, кога е во прашање Република Македонија, нема ни милиметар да ја отстапиме и дека се што имаме да ја кажеме, ќе ја кажеме, зашто честно и поштено си обуваме својата функција. За мене лично тоа е изненадување, начинот на кој тој ја формулира оваа порака. Се знае кои се Соединетите американски држави во светската политика, какво е нивното влијание. Отварањето на ваков фронт вербален и користењето на тоа нема многу да придонесе кон зголемување на бројот на гласачи. Непристојна за мене дури артикулација за кампањски потреби, макар што мислам дека кандидатот е совршено свесен за реалните состојби, но ова се само предизборни реторики. Погледнавме и сегмент од предизборен настап на Максим Димитриевски, кандидат на ЗНАМ. Недопустимо е да менувате закони со кои што ќе намалувате казни за вас, а граѓаните до гушаво долгови и глоба за нив. Сакаме да изградиме праведно општество за сите. И се борев под слоганот нема правда, нема мир. И верувам во тоа, и ден денеска верувам. И зборот за мене се уште е збор. Знаеме дека тој беше во редовите на Социјалдемократскиот сојуз. И може би стана маркантен баш во времето на шарената револуција, затоа и некаде го користи овој слоган од шарената нема правда, нема мир, и до тука тој бил пријател со СДСМ, кога таа нели се борела против корупцијата, против авторитаризмот во Македонија. Со ова кажува дека и тој има таква идеологија, но дека ја губи довербата во неговата партија, една фракциона кампања води. Јас сметам дека тој се обидува да ги окрупни на своето конто, да ги стави сите што се незадоволни пред се од актуелната владеачка гарнитура, од партијата, симпатизерите на партијата каде што тој припаѓаше доскоро, меѓутоа и оние паралелно кои не се задоволни ниту од актуелната опозиција. Билјана Ванковска, која е поддржана од левица, за себе вели дека е субверзивниот кандидат на овие избори.
Другите ќе повторуваат една иста плоча и приказна. Јас имам поинаков поглед на нештата и ќе се обидам да го доближам до граѓаните, затоа што мојата почетна теза е дека ако постојано одиме по една зацртана патека, таа не води удолу, тогаш конечно треба да застанеме и да видиме каде имаме алтернативи. Можам да кажам, ова е најхрабро од сите кандидати. Јасно кажува дека досегашното нашите тенденции за евроинтеграциите, за влез во Европската унија, стратешкото партнерство, членството во НАТО, не се нашиот пат и дека ако тој не води со плод, имаме други алтернативи. Се знае дека другите алтернативи се Русија и Кина, значи нови политички, нови воени сојузи, значи една комплетно вртење на македонската политика. Да, јас се согласувам целосно. Го врзува некако достоинството, нели, на нацијата со според незе погрешната насока во која се движи земјата, алудирајќи дека нашата геостратешка позиција е виновна за губењето на достоинството на нацијата. Ризична тактика, можеби да ја наречеме храбра, прилично отворена. Последен за анализа, но не и по важност, беше кандидатот на коалицијата Вреди, Арбен Таравари. Ја мислам дека во Македонија е добро да се случи еднаш да биде еден претседател на држава кој е од друга етничка заедница. Иако реално мислам дека се уште не се созрајани условите да ние гласаме само за човек. Генерално, повторно велам, луѓето се многу партизирани тука. Иако во претседателски и локални избори повеќето граѓани на Македонија гласаат за човекот, за особата, не за партија. Мислам дека граѓаните во Македонија се уште не гласаат за личност. Јас лично ќе кажам дека уште од социополитички аспект дека се уште не сме созрејани, дека за жал да имаме таква некоја ситуација и дека уште кај македонците тоа доживеана како некој политички брутализам од страна на албанските партии. Вака како што се поврзани, да, така е, ние тоа го знаеме. Меѓутоа, зошто да е така? Зошто да не е обратно? Зошто да навистина гласаме за кандидат, а не за партија? И зошто е да е битно дали тој е албанец и македонец? На тие прашања не дава одговор овој кандидат за сега. Кампањата пред првиот круг од претседателските избори ќе трае до 22 април. Што треба да очекуваме? Да покажат една повисока, можам да кажам, политичка свест, да афирмираат добри вредности, да афирмираат една толеранција, но и малку да понудат политичко образование на македонските граѓани, едни побогати дискусии. Две работи се очекуваат: да даде визија за иднината на луѓето за следните децении, 2-3 децении. И второ, да се обиде да биде ефективен коректив на владата и политичките партии. Одмерувањето на силите меѓу овие се домина е закажано за 24 април. Вториот круг пак, во кој ќе продолжат само двајца, е на 8 мај. Кој е најдобар, ќе одлучат граѓаните зад гласачкиот параван.